Достигнувањата на Штип градоначалникот Бочварски ги презентираше во Португалија. Таму веќе неколку денови престојува општинска делегација, како дел од проектот Future of Europe Reload. Во своето обраќање пред представници од повеќе европски држави, градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски, истакна: Во изминативе месеци напорно работевме од нашиот град и од нашата држава да направиме пристојни места за живење. На 2,6 милиони евра се насочени кон инфраструктурни проекти во Штип. Тргнавме по патот на вредни заложби и унапредување, со што Штип конечно го доживува развојниот подем кој го заслужува. Но ние сакаме повеќе, сакаме да продолжиме да се движиме во иста насока и со засилен интензитет кон остварување на нашата заедничка цел. Повисок животен стандард, подобро секојдневие за нас, уште подобро утре за генерациите кои доаѓаат. А тоа за нас е возможно само со членство во Европската Унија. Вкупната годишна ЕУ помош за Македонија изнесува 90 милиони евра, односно 260.000 евра дневно. Општина Штип во изминатиот период во соработка со повеќе земји има аплицирано за неколку потребни проекти. Во 2018 година општина Штип има аплицирано на проект преку ИПА програмата за прекугранична соработка заедно со општина Гоце Делчев, односно градинката Сонце, за заеднички акции за зелена иднина. Исто така во 2018 година преку ИПА програмата за прекугранична соработка, општина Штип и дирекцијата за противпожарна заштита од Софија имаат аплицирано за заеднички проект. Од оваа година општина Штип е партнер на општина Аксаково во реализација на проектот Иднината на Европа, кој ќе се реализира од април 2018 година до мај 2020 година. Истакна Бочварски во своето обраќање. Овој настан беше во организација на градоначалничката на Сетубал Марија Даздоре Смеира, а присутни беа и градоначалници од други земји членки на Европската Унија, и тоа од Бугарија, Полска, Италија, Романија и Шпанија. Општина Штип беше домакин на градоначалниците од овие 6 земји членки на Европската Унија, како дел од овој проект во јуни годинава. Соработката продолжува во иднина со други вакви настани.